Давор, неизмерно задоволство е да те имаме во Хоризонт Телма. Од проста причина што верувам твојата генерација апсолутно те познава, бидејќи оставаш неверојатен печат како уметник, ама оно што е изненадувачки е што оставаш печат и кај повозрастната генерација, која што може би и дигнала раце од младината, која што е изложена на многу критика, дека ретко денес има, нели, можеш да очекуваш од денешната младина, ова малце бабски го кажав. Така да добре дојде во Хоризонт Телма. Фала на покана. Давор, по она што можам да го исчепкам за тебе, велиш дека откако знаеш за себе црташ. Да, буквално од мал, буквално од како што знам за себе, знам дека цртам, не сум престанал, нема ни да престанам. И не треба да престанеш. Да, не ни треба. Едноставно, знаеш, таму сум се пронашол, знаеш, како дете што да правиш ако не црташ. И така некако до 600 одделение више кога почнав да навлезам у графити сцената, да почнам да ме интересираат графити. Така ти си всушност и печатот на тоа време кога почна графити културата? Па да, графити, рап потоаш почна тука у Македонија многу да се истакнува. Ајде да речеме во процесот на образование во основното, никогаш постоја нели наставници, па и сега кои што веднаш детектираат кој е исклучително надарен и талентиран за некој предмет, ќе кажам, сега веќе област. Да речеме во тоа време постоеше ли некаква ликовна секција, како се издвојуваше за да детектираат и да те препознаат тебе? Па, бидејќи нели сите деца најчесто... било до 5-та година брилјантно цртаат, тој Пикасо го кажала, потоа нели... Да. Па поише од дома, знаеш, они ме насочија кон тоа да се упишам нели у средно првен за нели средно уметничко, али па мислам ме препознале, да, мислам од увек сум цртал, како што сум кажал, и децата од клас увек знаеле дека цртам, ми барале да им нацртам нешто едно друго и али така, ја мислам кога требаше да се запишам у средно, ја не знаев искрено кај да одам и татко ми беше тој кој рече не, ти ќе идеш у средно уметничко. Други беа као шо ќе прави таму, знаеш, тие стереотипи за уметници, за средно уметничко, ќе заврши вака, ќе заврши така, нема леп таму. Нема леп, да. Интересно е да кога ќе те видиме визуелно, ти навистина си на некој начин физички копија и веднаш препознаваме кој те е тато, а всушност он беше печат на мојата генерација, многу попознат како Кешо, кој што беше фронтмен на The Daltons, тогаш нели постоеше многу мокна и субкултура, значи животните стилови беа одредени и се тераа како такви врз основ на нели правците на музиката диктираше филмската уметност, книгите кои што ги читаме. Така да препознатлив се бидејќи многу личиш. Но пред да седнеме ти реков ти иако многу личиш, ти си некако поинаква природа и мора да те пофалиме дека ева покажа дека и со уметностите како може да се постигнуваат одлични резултати кога зборуваме и од бизнес аспект, бидејќи критикуваат каква уметност ти сега треба ити. Да. Тоа носи другачие се времињата, знаеш, сега некои работи си научил и од грешките од порано, некои работи си ги увидел што треба, што не треба, знаеш, како да нели да се пробиеш на некој начин и да Така, ќе почнеме од почеток. Значи ти постојано си црташ, што се логично, бидејќи нели твојот татко Дарко не само што познат музичар, исклучителен белек остави уопште генерацијски како неверојатно интересен лик, но и тој цртал. Така да... Па да, имам и од него малце земено, знаеш, у стилот, пошто и дедо ми има цртано. Дедо ти да, дедо ми има цртано, ама поише као некои репродукции правено од Ван Гог, Да Винчи, нешто цртано, по, како да кажам, како хоби. А татко ми има почнал цртано, знаеш, оно баш од самото тоа што те тера, знаеш, да црташ некој уметнички порив. И веројатно од тоа имам и ја наследено и од тоа имам земено и скомбинирано. Косата на глава кога рече аз ќе бидам уметник, со аспект на тоа што и двајцата
тргна по тој пат, не зборам само за ликовна татко, тој тргна по патот на музиката и во тоа време навистина македонската музичка сцена имаше што да понуди, разнолико. Сега некако и тоа е спласнато. Има многу, но повеќе квантитет отколку квалитет реално. Па еве дали им се крена косата на глава кога рече леле јас сакам да бидам уметник. Па не, затоа што ја како што кажав, не ни знаев дека ќе се бавам со ова, ја го правев ова едноставно ми беше као секојдневие, не ми беше ништо посебно дека правам јас, знаеш, како некој порив, како некоја потреба ми беше едноставно да цртам. Како што кажав и он уствари и ме насочи да идам у средно уметнички да се бавам со ова, затоа што едноставно некако тоа ми беше единствениот пат, веројатно и затоа сум дал веројатно максимум у тоа и затоа сега го правам ова што го правам. Така, ајде сега убаво да им објасниме на оние кои што можеби малку вака те познаваат, но добро те препознаваат по печатот што особено го оставаш преку муралите низ градот. Ти се пак припаѓаш на онаа генерација графити култура. Мислам дека се појавија многу уметници кои што беа препознатливи по стикери кои што испраќаа порака, оставени рендом на различни локации низ градот и ти правиш стикери. Да. Па еве да им се представиме со оглед на тоа што направи огромен број на мурали. Кога првиот мурал беше во ГТЦ? Првиот мурал ми е во ГТЦ, тоа е мислам 2018 беше, у склоп со галеријата Стрит арт и графити галеријата. И таму ми беше особено чест што учествував, пошто нели како што престанав со графити и со такви работи да правам. Некако ми фалеше, знаеш, пак да цртам на зид и се пријавив, ме прифатија и после тргна со муралите поактивно, да. Дали мислиш дека има доволно простор еве за млади уметници, талентирани и дали едноставно не треба сами себе да се ставаат кучница дека еве токму таквите конкурси се веќе одредени? Како изгледаше кога ти требаше да се пријавиш? Па тоа беше у склоп со МКЦ и ништо, имаше конкурс, едноставно се пријавуваше со скица и ако ти изберат, те викаат и тоа беше тоа, не беше ништо. Сега добивам печаток, додека разговараме, дека можеби формула за успехот е да немаш премногу очекување, туку можеби да си по-ноншалантен, бидејќи така ми звучиш. Да, затоа што мислам и првата изложба ја која направив не очекував ништо, едноставно ја направив затоа што сакав да ја направам и тоа беше тоа. И после некако све само си се нареди, све само си дојде. Без никакви големи очекувања дека не знам, ќе продадам слики, дека ќе направам за 2 години пак изложба. Мислам, ја ќе направев пак изложба без оглед на било што, дека нели тоа сакам да го правам. Добро, како продолжи всушност еве тојата приказна во однос по цртањето на тој прв графит во рамки на улична уметност на главниот град, бидејќи на Скопје почел да му недостасува таа урбаност и печатот, станавме носталгични кон печатот некогаш, па некако со свежа крв преку вас, младите уметници, првиот обид беше да заживее и како ГТЦ да биде символ на тоа враќање на урбаната приказна. По графитите што следуваше? Веднаш почна да звонат телефони. Како изгледа во нашава земјичка, да речеме, да се бавиш со уметност и да почнуваш да градиш кариерата и сериозен фидбек да има? Па нели почнав да цртам графити, па после тоа малце ми издосади, па почнав да правам шаблони, да почнам да влегам по некои стрит арт фазони како што е Бенкси и тие уметници, пошто тоа ми стана поинтересно, знаеш, пошто они имаат више некоја порака да пренесат, после занимаваат со некои други тематики отколку само графити, знаеш, цртање букви, шарени, знаеш, тоа е тоа. И после ми тоа некако не ми беше, како да кажам, доста, па почнав да цртам, па после почнав со рок-н-рол ствари да слушам и некако почнав да цртам такви ликови. И после некако све тоа се измеша и дојдов до стилот кој што отворам денес. Дали ве тие графити, всушност муралите во ГТЦ ти отворија пат? Дали почнаа да звонат телефони?
Дали имаш чувство дека лесно се препознава нешто кога е добро, бидејќи знаеш зашто те прашувам, кај нас, затоа велам секој се става кушница, се добива впечат дека се е некако однапред определено кој е задолжен, дека сите тие конкурси се наместени, дека се оди со врски, особено кога зборуваме за онаму каде што треба да дојде до израз талент, без разлика дали е актерски игра, танци, така натаму. Но стоп има некоја таква аверзија, ама ти некако нема го потврдуваш противното, па затоа еве како да ги охрабриме оние. Па знаеш, правиш тоа што мислиш дека е добро, даваш максимум, луѓе го препознаваат и знаеш осеќаат луѓето, знаеш, и имаш некој фидбек после тоа што го правиш. Да, после тоа муралот у ГТЦ се цртаа постаментите што се сега на Партизанска ставени, што беа дислоцирани, ама тоа за тоа после. Да, тоа после се црташе мурал, после следната година, после постаментите мурал у Велес и така, не знам, уште неколку мурали после тоа, сега не ги памтам баш точно по година, ама да, така некако се наредија, знаеш, работите. Исто беше и со изложбите, знаеш, правиш една, две, па ќе видат луѓе, па некаде ќе те поканат да правиш изложба негде. Знаеш, се некако се надоврзува едно со друго. Сега малку ќе те портретирам од некој друг агол, всушност како изгледа животот на еден уметник со оглед на тоа што вашата канцеларија е ателје, а со оглед на тоа што беше на почетокот на својата кариера, дел од графити културата, всушност тебе инспирацијата беше секој еден празен, тажен зид, нетажен зид на главниот град, секако да му даеш белеки и да му даеш колорит и впечаток. Па еве како изгледа да не работиш администрација, да не работиш во канцеларија, сепак мораш да си само дисциплиниран. Да, тоа е, мислам, најбитното, да сам да се натераш да твориш, пошто ја последниве години немав нешто многу мотивација и така да земам, знаеш, да работам само од себе, некако не ми како беше. Како се мотивираш? Како тоа изгледа? Па, едноставно, не е дека мораш, ама некако сам си викаш дека треба да го направиш тоа, дека сам си викаш уствари дека мораш, некако, не дека те тера некој едно, па ќе кажам, не е дека мораш, ама некако сакаш да го направиш. А Италијето ти онаму каде што живееш по онака како што гледаме соба по филмовите, поточно, да. Ќе станеш и ќе добиеш наплив на ова. Како изгледа еве твоето сликање, односно си имаш некоја временска рамка, дали денот ти е поинспиративен од ноќта или? Па, ноќта ми е најинспиративно, затоа што некако е најмирно тогаш. Знаеш, сите спијат, не звонат телефони, тоаш највише можам да сум сам со себе. Ама, да, зависи што ќе ми се црта у тој ден, тоа го правам. Неам, пример, одредено денес оваа слика ќе цртам или утре ова и вака, него како оди тоа, како ме движи, така го. Па, еве, онолку колку што јас знам, уметниците и сликарите секако се и пред некогаш беше голем предизвик и да се најдат, набават квалитетни, оно што е неопходно, нели, бои, материјали за работа. Денеска ти си, мислам дека е предно што живееш во една напредок дигитална технологија, па, да, која многу ја критикуваат за уметноста, дека нели сега и вештачката интелигенција всушност ќе ги превземе тие примати, нели, кои да биде уметник, па еве лесно ли ти изгледаше патот да си наоѓаш, нели, материјали, бои, бидејќи тоа никогаш беше предизвик исто? Па сега е доста полесно, мислам, има доста и арт шопови, може и онлайн да се нарача, значи е достапно, само знаеш, на почеток ти треба време да сватиш кој материјал ти одговара, со кој бои ги работиш, кои четки, па на почеток немаш пари да купиш добри четки, добри бои, па и се е малце така потешко кога работиш со по-неквалитетни, да кажам, материјали, али... Читав сега кога се информирав дека толку ти била голема љубовта што си се
откажувал од ручекот, односно парите за оброк за што ти ужинка, следат да, до тоа ужинка, беше да, основно да купиме на крај од недела спрееви, да. Спрееви, да. Тоа не само ја, тоа веројатно многумина што почнале у тој период да се бават со графити го правеле, така да. Имаш ли град кој што според тебе кога беше дел од таа графити култура ти беше навистина желба да одеш и таму да дадеш свој печат? Град кој што можеби најмногу ја дефинира графити културата. Не сум имал такви желби некако, едноставно, знаеш, поише сум бил тука локално, знаеш, усредоточен, како да кажам. Ете, повторно ми потврди дека се твојот ноншалантен однос, кој што секако има резултати, затоа што кога ќе се фатиш, верувам, за работа, ја завршуваш. Па Најчесто у 5 до 12, ама завршена е така, работа. и ве кога би требале твојот правец се менували, почна со графити, но мислам дека и од графитите печатот е се уште ист, односно препознатлив. Секолку е важно еден уметник да е препознатлив, односно да не експериментира. Тоа е најважно ми, ја мислам, нели, да си препознатлив по тоа што го правиш е најважниот момент кај уметникот. Па интересно е за мојот стил што не е, да кажеме, еден стил на сликање, не е само кубизам тука или не е само постграфити, него е све некако измешано и мислам за тоа е интересен, затоа што не може да се декларира како едно нешто, него си е едноставно од сите тие работи нешто така, ново произлезено. Така како имаме печаток, многу интересно бремјасто така го доживувам. Кај тебе, кога ќе се види едно твое дело, на прв поглед, бидејќи боите се интензивни, ме потсетуваш на оно што го правил Мондријан. Потоа, како гледаш на брзина тоа оди, боите прво види како Мондријан, па потоа иде и го кубизмот, па дури имаш елементи на надреализам. Така да имам и таков печаток, ама се и едноставно колку повеќе гледаш, како гледаш, зборувам, станува јасно дека е потписот на Давор Кешкец. Па да, тоа што кажав, поише тешко ли беше да се дојде до таа автентичност? Па така лично. Па мене не, затоа што не го правев тоа со сила, сега да направам ја нешто ново и да биде интересно, или не идев со таа намера да биде микс на стилови, него едноставно си дојде, знаеш. Едноставно се надградува цело време стилот, знаеш, да земем од почеток кога сум почнал графити, па сум почнал со шаблони, кога сум почнал со графити сум научил, нели, да ракувам со спреј, па како да правам шаблони и сите тие наредни чекори што сум ги учел, до ден денес ги практикувам, едноставно све од тогаш па до сега се надградило, знаеш, не било као, сум завршил со ова, више не го правам ова, него го правам и ова и правам и плюс ствари. Некако све тоа спојам. Ајде младите уметници како тебе, да речеме твојата генерација и нешто помлади. Дали ти се чини дека всушност ќе ги пробијат оние бариери, ќе издигнат уметноста како тебе, бидејќи ти таква порака испраќаш? Дури е фасцинантно што од самиот почеток, пошто ти си релативно млад и ноншалантен, еве тоа дознавме, апсолутно укажуваш на тоа дека може одлично да се живее и од уметност во оваа земја. Имаш ли впечаток дека твојата генерација уметници го делат твоето мислење или имаме блиц приказни? Нешто го кршат тоа табу дека уметноста е за вакви, за такви, дека од уметност не може да се живее и се некако поише млади мислам дека и се упишуваат и у средно уметничко и на факултет, едноставно поготово денешно време има многу работи што се поврзани со уметност, поготово нели сега и со графичкиот дизајн, така да мислам дека ќе го скршат. Како го владеш, дајте секторот графички дизајн, кога веќе го спомна за кој правец има неверојатна побарувачка, бидејќи во моментот тоа е актуелно на пазарот на трудот? Па ја го баратам колку што мене ми треба. Не знам нешто превише, ама за себе да си склопам нешто, знам и тоа ми е доволно, како да кажем, сега за сега. Ние повозрасната генерација сметаме дека во наше време било подобро, бидејќи имало повеќе и изложби, повеќе се ценела културата,
се некако повеќе живеело, дури и ноќниот живот. Ти некако го побиваш тоа, затоа што еве покажуваш дека и како се прават изложби и дека уметноста не е умрена во земјава. Како резултат нели на оние нови култури кои што никнуваат како печурки, генерално регионалните медиуми го претендираат оној турбо фолк стил на живење. Така да ти си размислила еве да речеме турбо фолкот да ти стане некоја инспирација, па тоа така кубистички, надреалистички да го прикажеш. Не знам. Мислиш ли дека може уметноста така да игра всушност преку некоја таква иронија или Па уметноста може со све да игра, ама не знам, не сум таму за да не сум у тој фазон за да можел да кажам нешто едноставно. Тоа е превише хаотично некако тоа за да би можел да самото по себе е некако чудно тоа за да можеш да извлечеш. Добро. Па добре, видеа кога би го насликале турбо фолкот, како тоа би изгледа. Он е самиот по себе насликан, мислам дека нема потреба. Добро, да не мислам дека ги ругаме, но факт е дека и самите оние кои што нели од каде што потекнува зародишот на тој правец кој што издиктира еден стил каде што се останато е банално, неинтересно и така натаму. Колку се задоволен од нашата публика, односно одговорот на и реакциите на тоа колку има побарувачка, бидејќи за да си успешен уметник, не е само нели да те викнат на конкурс, туку треба и да не се купува слика за на свадба, поклон, и тоа не е уметност. Да речеме, еве колку ние имаме публика која што вреднува и купува, да речеме, за да се најде како дел од твоите дела во нивната колекција домашна или каква и да е. Па има, не дека нема, ама знаеш, мислам дека еви галериите се малце поскептични, знаеш, кога си млад, некако те гледа, ајде уште си млад, па деме као чекај, ти треба време, нели да се пронедеш или да стекнеш нешто. Како го објаснуваш ти таа ригидност, да речеме? Поготово и овој стил кој јас се бавам, не се научени некако, знаеш. Тоа ми е поентата мене со ова сликарство, да го скршам тој стереотип на дека сликата мора да биде, не знам, со потези некој, па да има некоја текстура, и едноставно сакам да биде тоа све чисто како што го правам, знаеш, да биде тотална спротивност од она што сме научиле како сликарство да го гледаме до вчера. Еве, Друштвото на ликовни уметници конкретно како реагираат еве на твојот успех, затоа што ти оставаш печат кој што резултира со поврат, со успех, баран си. Па доста позитивно е, они ми пратија покана да станам нивни член, така да доста позитивно. Дали си ти може би најмладиот веќе член? Па веќе не сум најмладиот, сега има други помали, али... На колку години стана член? Па само што заврши факултет. Па јас има ли помлад од тебе во тој период кој што Па веројатно немало тогаш, да. Па интересно е како се случи тоа, бидејќи по старите генерации некако рековме се ригидни, па ова не уметност, од секогаш било тоа така, најверојатно оценката за квалитет ја даваат врз основ на реализмот. Да, точно, реализмот е почетокот, но еве како се случи длум да те покана да станеш најмлад член во Па ја првата изложба направив уште кога бев прва година на факултет, кој имав некои 19 години, и од тогаш и се бавам јас со уметност, мислам, ја више имав 2 изложби негде дур бев и на факултет, па веројатно ме препознале, ме виделе, сме и виделе доста и изложби, скоро секоја изложба што се дешавало у град сме биле да посетиме, знаеш. И се препознаваат луѓето, нели? Бидејќи горе долу нели лековните уметници ќе кажат не е моментот, не сум спремен, не е доволно, па имаат проблем со нели средства да се најде простор. Како изгледаше повторно ноншалантно? Па да, беше у кафич, беше у децата од нашата улица. Кој што кажав, ништо не очекував, ама ете,
се продадоа неколку дела што ми овозможија нели да си набавам материјали за следната изложба и така некако едно за друго се погоди. Дали сметаш дека резултат на твојот успех е меѓу другото е тоа што ти не очекуваш премногу тоа нели да има претходно нешто како подготовки, како што си замислил, па тоа мора да е во една позната галерија, па сакам вака, така дека можеби токму... Добро, на почеток и немаш некои очекувања, ама знаеш кога ќе влезеш више у тоа, нормално е да имаш очекувања за следната изложба, кај сакаш да биде, како да изгледа. Па да, мислам дека тоа и природно доаѓа некако. Знаеш, да има доста, дали ќе има публика, нема да има публика и тие ствари, знаеш, како бираат уметниците, на какви локации даваат приоритет кога сакаат да направат изложба, како ви изгледа тоа, да откриеме? Секој си бира валјда според просторот, барем ја така ги бирам, знаеш, као кој простор поише би ми одговарало за некоја изложба, тој и го бирам. Мислам, кај нас не има нешто многу галерии па да можеш да бираш, ама тие се некои 2-3 галерии што кружат цело време. Во светот воопшто не е чудно да има тони галерии, меѓу другото да има и нели продавачи кои што агенти кои што всушност апсолутно градат една врвна кариера и во поглед на продажба на уметнички дела каде што уметниците се вистински звезди. Си имал ли соработка, покана, комуникација, да речеме, од со други галерии? Да, сум имал, да. Имам и сум соработувам со неколку галерии кои имаат мои слики. Добро, од каде се тие галерии? Зборувам надвор од државата. Надвор од државата не, пак ќе кажам тука поише. Постојано си тука? Да. Добро. Сега за сега, ама секако ми е план у иднина и да излезам од овие граници, но можност од регионот, барем тука од соседството да те контактираат? Па не, вака до сега не. Добро, тогаш ќе те чуваме љубоморно, се разбера, бидејќи навистина му даде печат на градот и малку поинаку. Интересно е дека еве сакавме да го спомнеме тоа не случајно колку ние имаме публика и каков ни е односот како држава кон уметноста. Интересно е што постументите што ти му даде печат на градот на повеќе локации се најдоа твои дела употребени како зид ограда, односно да не се поминува култниот мост. Барикади. Да, како барикади, да не го употребам зборот. Нели, за да биде затворен мостот, па еве тоа ни е тука, пак како го доживеат и тоа со оглед на тоа што тоа е твое уметничко дело? Да, јасно. Па не знам. Трупец, нели? Да, не знам. Види, ќе беше подругачија приказната постаментите, барем да не беа легнати, знаеш, да беа барем исправени како што седеа. Ама не знам прво не знам од каде идејата на кој тоа му текнало, ама многу, како да кажам, без везе едноставно. Не знам како би го опишал тоа. Мислам и да не беа мој, пак ќе кажам, да не беа мои постаменти, да беа на некој друг, се едно, сакам да кажам, чинот на нели дислоцирањето прво и тоа што се нели дела некој и така како да го фрлени. Па дали ти се чини еве токму поради тоа нели зборуваме колку има одговор за да еден уметник може нели како што треба нели да доминира. Мене ми изненади, извини вака, мене ми изненади доста реакцијата од луѓето на поготово на Facebook што се објави кога нели се објави тоа дека се постаментите поставени, имаше доста коментари за тоа нели дека не треба така и баш се изненадив позитивно од луѓе што не ги знам, нели, што не ме знаат, што реагирале на тој чин. И мислам дека и тоа беше некаков повик да се вратат постаментите. Мислам дека ќе си останеа така да не беа тие реакции. Па дали мислиш дека тоа биле можеби некои работници кои што ги испратиле таму, дај затворете, да еве ова ќе земе тука. Па не знам, веројатно, не знам, така изгледа. Но еве дали е тоа доказ дека можеби не доволно
на оваков или онаков начин луѓето во оваа земја се информираат за уметност, за култура. Според тебе, дали мислиш дека тој сегмент генерално создава една критична маса која што апсолутно без разлика која е нивната професија ќе може да препознае барем дека ова е постамент на кој што има уметнички печат. Поделено е, знаеш, сега и тие што реагираа на социјалните мрежи да се вратат, тие значи препознале нешто, не се нели сите од нив уметници да се бават со нешто во областа на култура, него се исто, ајде да кажеме, обични луѓе. Знаеш, има и вакви и такви, така да не знам, не би ги генерализирал некако работите, знаеш, дека има или не. Добре, реагираше ли еве ти веднаш што е ова што правите? Па ја бев излезен тогаш, само што се вратив дома ми се јавија, ме праша, не знам од кој портал беше, што ќе кажеш за постаментите. Ја што да кажам за постаментите, ги цртавме тие више тогаш, не знам колку беа, пред 5-6 години. Викам што да кажам, вика ти не си видел изгледа. Ај сега ќе ти пратам. И ми прати, ја видов и не знам што да кажам едноставно. Ти се чини ли дека токму тоа имаше можеби и ефект на добар маркетинг, она што брука всушност да популаризира па да, оние кои што за жал најчесто е така, знаеш, кога ќе се деси нешто лошо, увек испаѓа од обратната страна. Да сега постументите ги вратиле на своје, каде завршија? Па ги вратија на истото место. Брзо ли се случи тоа, имаше ли? Па да, уште утре дента мислам дека беа вратени. Добро. Доаѓа пролет. Велат луѓето и се радуваат на пролетот, кои речат нова пролет, нова животна, па еве каква ќе биде твојата пролет, ме интересира. Дали имаш некакви планови што може да очекуваме следно? Па следно спремам изложба, на крај на мај ќе биде во МКЦ, така да тоа ќе биде пролета, мојата пролет. Кога треба да се случи некаде? Па некој околу 20 мај, така нешто. Убав така термин. Да има време. Добро, изложбата ќе биде, да речеме, со некаков наслов, печат или ќе биде повторно збирот повеќе дела? Па јас скоро сите изложби ги правам така, знаеш, насловот некако Moon of Love е насловот, некако таа, нели, како да кажеме, темата љубов некако ги врзува сите дела, али секое дело си има, знаеш, приказна за себе. Знаеш, као еден наслов што ги врзува сите дела, вака секое дело си е засебно. Добро, интересно еве да те запознаеме од друг агол, приватно како се живееш. Да речеме, дали оно што го гледаме преку твоите уметнички дела, всушност е оно што ќе го доживееме и приватно, или можеби приватно некако е поинаков курсот на твоето размислување, живење? Па со оглед на тоа дека јас се инспирирам, нели, од оно што највише ме обкружува, така да не е ништо поразлично. Што најмногу еве те инспирира? Па се може да те инспирира, најчесто ме инспирира, ајде да кажам, музика. Мислам, нормално, музика, уметност, филм, секако вид на уметност, нели, пошто сум уметник, поготово визуелна уметност, правци различни уметници, стилови, тоа највише ме инспирира. Музиката највише ме инспирира од поглед за наслови на дела, за такви некои работи, нели, пошто се тука ипак зборови, некои прашање. И знае често да се деси да насловам некоја песна, не некоја песна, некоја слика според наслов на некоја песна, поготоа ако се со иста тематика, ако се бави и сликата и песната, тогаш. Во последно време, значи нормално со дигитализацијата, развојот на технологијата, се постојат и голем број страници на кои што се регистрирани огромен број на уметници. Не зборувам само од земјава, туку секој оној кој што сака да се отвори профил и всушност на светот да ја понуди својата уметност. Дали еве си дел, дали користиш? Моментално не сум и не користам, ама баш сега еден колега отвори таму акаунт некој за така онлайн продажба, па тоа е следниот мој чекор. Да се пробаме и на тие онлайн платформи за
продавање. Мора да признаеме дека твојата уметност може да биде, како да кажам, печат на се, не само на морал, не постамент, не како слика, туку интересно што твојата уметност лесно може да се претвори во дизајн. Во дизајн може да се претвори, да речеме, интересно е што автобуска постројка изгледаше фантастично како резултат на твојата. Тоа е еден од моите омилени и како да кажам, уникатни проекти во склоп со маратон беше тоа. Беше пред Нова година, баш беше за пред Нова година да се украси градот некако. Да, тоа гледаш, викаш и потоа виднаш, тоа добро. Ти си автентичен. Значи кога човек ќе погледне, знае дека всушност ти си го направил тоа. Интересно е дека во дизајнот има и веспи, гледам и Југо. Чекај, Volkswagen на комбенцено има и такво нешто? Не, такво нема, не. Добро. Југото се враќа и на голема врата замисли. Дали тоа значи да, некој нов дизајн сега видов нешто има. Да, па си размислувал ли можеби да ја употребиш така уметноста, да речеме да те викнат од Југо и цела една серија да направиш? Па може да, скроз. Да им даеме идеја. Може, да. Веќе имаме како се вика, еден модел, така да може да видат. Кога зборуваме за дизајн, не знам тоа дали дизајнот и во однос на облека, бидејќи имаме специализирани интересни продавници кои што се особено атрактивни, не само за луѓето од градот, туку и за туристите, да речеме. Дали може би се остварило такви соработки каде што може да направиш една линија, да речеме, прескам на блузони, мајци? Па до сега не, ама јас сакав и приватно да направам као некоја серија на мајци, блузони, како што кажа. Али би сакал да направам на таква соработка. Па магнети не, имав соработка со 5 до 12, тоа е една креативна работилница, која прави менгјуши, беџови, привезоци, беше лани, мислам, таа соработка, така да, значи дел сме оствариле. Али подраго ми е кога е соработка која не ги правам јас сам, некако поинтересна ми е приказната, која е колаборација некоја. Така, добро рече, слушам се ми е музиката, рок-н-рол е твојот живот. Па и сега останува и да те прашам приватно, да речеме, наоѓаш ли инспирација во патување? Што е што сакаш во уметноста? Имаше некој друго хоби кое што не може да се поврзе со ова што го правиш, а си како ти го правиш? Па не знам, мислам дека не знам, мислам сакам да собирам плочи, ете тоа, ама пак е врзано со музика, музиката пак со уметност, така некако се ми е врзано со уметноста ми е, тоа ми е некако и хоби и ајде и работа, да кажам. Не ја спомнавме љубовта, колку љубовта е инспирација? Па љубовта мислам дека е најголема инспирација поготово за уметност. Мислам, за уметност е единствена која се бави со такви работи, со чувства, као ниедна друга професија не се бави со тоа, така да мислам дека и треба да е љубовта и чувствата главна инспирација. Малку метафорично има кога би ја насликале љубовта со твој печат, кои бои би доминирале? Па сите, ја некако кога цртам не можам да се контролирам со боите, мислам што се гледа, некако сите ми идат една со друга, али еве ќе ја земеме нели као клише боја црвената, нели дека е љубов, а истовремено и страст. Сега ме потсети на изложбата што ја правев со црно-бело и црвено, баш тоа и го имав спомнато у каталогот дека нели црвената као страст и љубов некако две многу различни работи, а сепак се тука негде. Интересно е за уметниците дека нели се онакви, како да кажам, непредвидливи, бунтовни, Женка Роши, така ќе кажеме, да. Има многу нешта и поради тоа се неверојатно. Да, пак се тие стереотипи некои, да, знаеш, дека тука побиваш и ти, значи во однос на тоа мора да поздравиме Милица, како беше? Ангела. Ангела. Да ја поздравиме многу на архитекти, еве вие сте
од твојот живот скоро пола живот сте заедно. Еве како всушност тој стереотип е изграден, зошто е таков стереотип? Тоа зависи, знаеш, тоа ипак до карактер на човек, тоа не е дека ако си уметник мора да си таков или ако си нешто друго мора да си, не знам, едноставно тоа си е самиот карактер, пак ќе кажам. Самиот карактер. Добро, твојот карактер како си го поминува слободното време со Ангела, да речеме, еве, од другата страна, денес немаме инспирација, ателието е во мирување, и што најчесто правиш? Многу се врзан за градов или сакаш? Па не сум врзан за град, мислам, си го сакам градот, али најчесто шетаме, идеме по изложби, као ноншалантен сум јас, така да што ни се прави. Дали градот има доволно настани, изложби или може многу повеќе? Па секако дека може повеќе, не знам, у последно време мислам дека нема. Мислам дека е, како што кажав, кога бев време на факултет, мислам дека многу поише работи некако се дешава. Сега не знам, може до мене, може не стигаат сите информации настани до мене, ама така некако тогаш беше поактивно. Мислам дека меѓу вашите кулари има нешто се слуша порано, беше сега не знам многу актуелна и старата чаршија која што секогаш имаше еден безестен, имаше што немаше таму каде што може да се направат изложби, ама еве вилиш нема нешто доволно. Секој време си има некој нешто свое, знаеш, сега тогаш било тоа, сега е веројатно нешто друго. И така некако... Соработувате ли меѓу себе вака? Па за жал многу слабо, што и фали да соработуваме повеќе вака меѓу себе ние уметниците, да правиме некои нешто на своја иницијатива, треба поише некои работи да правиме, некои групни изложби, некои настани за, знаеш, пошто ние ако не се направиме сцената, нема никој да не ја направи. Имало ли обидеве така да се здружите па? Па има обиди, мислам и од други некои сфери, како да кажам, што пробуваат да прават некои фанзини или списанија. Ма не знам, пак не знам колку тука има влијание, веројатно и тоа колкава публика има, знаеш, колкава поварувачка, колкаво тржиште. Така, добро. Ева, какви идеи, замисли имаш, да речеме, зборувавме за тоа дали сакаш да се дознае малку надвор. Еве, за изложбата во мај, дали можеби ќе направиш обид да информацијата за изложбата излезе надвор од нашите граници? Имаш ли ти свој агент, менаџер, да речеме? Па не, мислам дека и многу немаат свој агент, него уметникот си е све у денешно време, и агент, и менаџер, и промотер. Така да некако е малце, знаеш, треба поише работи истовремено да ги правиш, малце и знаеш, не можеш на све истовремено да се посветиш, некад ќе се посветиш поише на цртање, некад поише на промоција, да кажем, и да некои такви работи. Освен на еве, тоа е секако следна цел. Иако си уметник, сметаш ли дека за да постигнеш успех, односно да има реален фидбек, дури и кај уметниците мора да постои цел? Колку они да изгледаат, нели, дека живеат во креативен хаос, па еве кој е твојот рецепт, освен што заклучевме, кај можеби треба да го работиш тоа што стварно го сакаш и да не се занимаваш кој ќе биде фидбекот. Па еве, како гледаш на тоа, дали треба фокус, цел, значи како што велат, нели, во бизнис велата, ништо не можеш во животот да постигнеш ако немаш цел. Па да, мислам, мора да имаш некоја визија што сакаш да правиш, кај сакаш, нели, да стигнеш едноставно со тоа, пошто кога ќе почнеш да го правиш посериозно, нужно е тоа да го имаш, нели, затоа што немаш цело време така само да го правиш без никоја цел, да. Така да мора да го имаш тоа. Добро, како се одржува во кондиција, бидејќи уметноста е многу ќе дојде инспирацијата, па се случува ли ти неколку часа повеќе од 5-6, не знам, велат уметниците знаат на вистина во транс да истожувате, ти како си одржуваш кондиција, гледам дисциплиниран, не си без наглис.
Па знаеш, си имам процес на создавање на дела, едно по друго си, знаеш, треба први да се офарба ова, па она, па едно па друго. Некако степ бај степ идат сликите кај мене, не може многу драстично да сменам некои работи, едноставно ги имам унапред испланирано. Најчесто почнам со скица и најчесто не ќе направам скица па да одма да земам да го цртам платно, него правам скици првин, па после од тие скици бирам кои ќе ги нацртам и па идат цртежи за кој формат ќе бидат сликите, па после тек иде цртањето на сликите, реализацијата. Што се посакуваш себе си најмногу, еве, што е она што или можеби повторно ништо што ќе дојде моја си е? Стратегијата твоја која е? Па, стратегијата да ми е да цртам. Првин тоа е да се прават изложби, едноставно тоа ми е мене, како да кажам, една од главните работи. Кога веќе зборуваме за мурали и за графити и така натаму, тие се вистинска уметности во светот, не случајно те прашав кој град ти е предизвик, и се навистина се ценат. Кај нас декако се добива впечаток дека се некои шкртаници, не зборувам за вашите, каде што најчесто има некакви слугани против одредена политичка партија, се испраќа некоја порага. Добро, тоа не се ни графити, ни мурали, тоа се едноставно најчесто баш градот обележан со тоа, многу помалце, освен што нели ГТЦ даде, дури и на Киот каде што нели има многу, освен оние, не знам, Никола те сакам, такви некои графити, добро пораки. Еве, што е она што мислиш дека може да се направи со градот за да повторно... По мене ми е криво што не продолжи тоа, како што се деси у ГТЦ, да продолжиш едно да стане на секоја година, да се случува. А зошто не продолжи според тебе? Зошто се едно лето, како била плесала едно лето и толку? Па се деси уште еднаш таква исто иницијатива, се црташе во катната гаража 26 јуни, како се викаше таа, да. Тамо се црташе и толку, после тоа престана. Не е дека се нема идеи, не е дека не сакаат луѓе да цртаат, не е ни дека други луѓе што не цртаат не сакаат тоа да се деси, едноставно не знам, едноставно не се дешава, не знам зашто. Веројатно финансиски тоа кочи некој, не знам. Им се чини за градот како преголем залака. Ви се случило ли да бидете такви ентузијасти, па еве да оставите индивидуално печат низ градот, без да очекувате конкурси? Или тоа... Па јас не, затоа што се бавам и со сликање, па некако, знаеш, кога нема мурали, се бавам со тоа. Муралот ми е плюс медиум со кој што се бавам, али вака само иницијативно јас не, али други што цртаат графити, мурали го прават тоа. Добро. Еве препорака за оние кои што да речеме им се испошкртани алуминските врати со некои потписи, значи кои што немаат врска со уметност. Како се вади тоа, еве? Практично. Па не се вади едноставно, или ќе го префарваш или ќе викнеш некој да ти нацрта нешто поубаво. Ја мислам ова второто, да, подобра варијанта. Многу благодарам што одвои време. Интересно е тоа што навистина и си ношалантен, 100 пати го спомнавме зборот со причина, ама некако еве тоа е оно што всушност е формула за која што можеби треба да размислуваме дека кога немаме премногу очекувања и не си ставаме самите сопки, најверојатно тоа ќе донесе до успех кој што сепак има цел, но не е по секоја цена. Да. Па еве, што би им порачал на оние кои што може би ги обесхрабруваат да се занимаваат со уметност, тоа не носи пари, или сметаат дека не се доволно добри, без да си дадат шанса да оцени јавноста дали се доволно добри. Па, уметноста е малце, знаеш, не постои тука рецепт, знаеш, што треба да правиш за да успееш, едноставно и среќата е голем фактор, како и за се, па така и у ова. Ама не знам, едноставно денес мислам дека поише работи можеш да најдеш да ги работиш ако си у областа на уметноста него ли порано, така мислам.
Барем мене така ми се чини. Мислам денес. дека сега и светот е подостапен, има многу Па варијанти, не е да, само... и тоа плюс. Така. Добро, благодарам многу, Давор. Верувам дека добро ти беше, не те Да, измачевме. супер. Па еве, има ли тука простор да речеме, те инспирираше ли нешто во која боја би го уфарбал хоризонтална простор? Па више имате еден постер таму позади, ше доста колоритен, така да мислам баш дека прилега. Благодарам што ти му остави печат на оваа денешна епизода. И се гледаме во мај. Фала многу на поканата и како што кажа, се гледаме у мај на изложба.